надворешен долг повеќе од 100% од бруто националниот производ. Тие што не лажат го кажуваат само надворешниот долг. Каде е тука внатрешниот долг? Каде се обврзниците што ги издават банките кои живеат на грбот на народот? Народот е задолжен и нивните внуци се задолжени. За жал, да се вратам на прашањето, вие рековте, ме прашавте како планирате тоа да го направите. Најпрво една држава мора да гради своја национална стратегија. Јас знам дека порано во производството, во градбата на фабриките учествувале факултетите кои се со таква дејност, со таква насока. Например, во рударството учествувал рударскиот факултет, машинскиот факултет, технолошкиот факултет, металуршкиот факултет. За жал, денеска тие факултети не се факултети, тоа се курсови или може да се каже забрзани курсови за земање на дипломи за вработување на администрација. Во нашата држава администрацијата е пренатрупана и изнесува преку 160 до 170.000 луѓе. У било која нормална држава администрацијата не смее да изнесува повеќе од 1,5%. Што значи? Дека кај нас на милион вработени администрацијата треба да биде 10.000. Така е у Германија, така е у Франција. Но за да се случи тоа, треба комплетно да се реновира системот. Ние живееме во лош систем, во хаос. И повторно се навраќам на прашањето. Најпрво тие институции, тие школи ќе определат што на Македонија и доликува, и прилега, и припаѓа како услов, како ресурс, за да може да го негува. Најпрвим би се вратил на земјоделието. Земјоделието е гранка која што е неорганизирана. Една година пропаѓа грозјето, друга година го фрлаат кромидот, трета година скапуваат лубениците, четврта година не ги платиле сливите, тутунот нема договори, договорите се лоши, субвенции дават на кого сакаат. Тоа не се работи така. Државата мора да има агроберза, мора да има откупни центри, мора да има организирана агроберза. Мора да има гарантирана откупна цена. Земјоделците се најголемите работници. Земјоделците се врзани за двете партии, едните супер патриоти, другите супер прогресивни. За жал само се мафтосуваат и секоја година некој пропаѓа. Фабриките како што се Охис, Газела, Еврокомпозит, Еврокомпозит произведуваше пертинас и витропласт, материјали кои денеска масовно се користат во современата индустрија, автомобилска посебно и било која електроника. И уништивме такви гиганти, такви моќни фабрики за некој да ја приватизира халата, да ја запали утре и да изгради згради, да направи некој свој личен профит. Еве докажавме дека во Ванхол нашите работници се квалитетни, тие ја селат фабриката од Ванхол тука, а ние уништивме ФАС 11 октомври, една фабрика за автобуси која извезуваше автобуси во Украина и во Кина. Сега купуваме автобуси од Украина и од Кина. ФАС 11 октомври имаше направено и прототип на автомобил, се викаше Вардар. За жал, на враќање од сајм се стумба камионот што го носеше, а конструкторот загина. Се на нас ни се случуваат такви пехови. Или некој работи против нас. Нормално ние работиме. Наши луѓе работат против нас. Па дали во контекст на ова последно во што го кажавте, дека всушност од внатре проблемот, односно на тие луѓе кои што се на позиции и не работат на начин на кој што е потребно,
би било и тоа, обично гледаме во повеќе исто така и изборни програми, меѓутоа и стратегии, да речеме, или партиска политика на повеќе партии, па и на овие најголемите во Македонија, има став дека треба, нели, економијата да се развие, да се напреди, за да може да напредува и државата во секој поглед. Меѓутоа, што не кочи нас, зошто се уште ние не ја развиваме економијата? Ако тоа е приоритетот, значи сакам да речам, го поврзувам ова и со ова основни заложби, кај што ви е на почетокот, нели, во програмата ставено. Граѓани на Македонија, за работникот да живее човечки е потребно да го смениме политичкиот систем кој Македонија направи најсиромашната држава во Европа. Значи, дали може само со развој на економијата, а гледаме дека стагнира, дека не се развива, таа зависи од политичкиот систем, односно од начинот на кој се практикува овде и политика и економија и во секоја област, секоја дејност, зависи промената всушност каде треба да ја бараме. Вие тоа го кажувате. Промената најпрвим треба да ја бараме кај самите нас. Ние сме народот, ние сме моќта. Јас кажам, повеќе од 90% е работничка класа, оставена без работа, избркани млади, без екзистенција. Повеќе од 700-800 илјади луѓе живеат во сиромаштија, повеќе од 400 илјади живеат во бедотија, во тешка криза. И тие наоѓаат чаре, нивните млади бегаат во странство и секоја година од странство ни праќаат по 2 милиарди, милиарда и пол, за да преживееме ние тука. За жал. Мораме да си го смениме нашиот начин на размислување, да почнеме да размислуваме домаќински, да почнеме да размислуваме како нормални луѓе, да почнеме да мислиме на работа. Досегашните власти се припадници на една класа, на црвената крвава буржуазија. Сведоци сме дека СДСМ е производител на најголемите олигарси. Замислите, се кажува дека се социјалдемократски сојуз, а ги води олигарх кој тежи огромни пари. Тука можам да ги споменам Заев, Бучковски, Хари Костов, сите олигарси. Од друга страна, се представуваат за Народна партија ВМРО-ДПМН, а изградија Бела палата и се најбогата партија во најсиромашна држава во Европа. Значи, немаме спротивставена страна која ќе се бори за работникот и за обичниот човек. За жал. Меѓутоа, ние тоа ќе го смениме и нема да дозволиме никогаш повеќе црвената крвава буржуазија да живее на наши плеќи. Некој ќе се запраше како ќе го остварите тоа. Ќе го оствариме затоа што сме најбројни и најмоќни. Ако 90% е работничка класа, можеме у секој време да го повикаме тој народ, тие луѓе на референдум и да гласаат за себе. Доволно е на овие избори Работничка партија да освои еден или двајца пратеници, и тој пратеник ќе биде непробоен зид за црвената крвава буржуазија. Ќе го повика народот за секое прашање да одлучува на референдум. Ќе го повика народот секоја година да гласа референдум за доверба на власта. Да не бидат веќе вечни. Тие не владеат последни 34 години, тие владеат и предходните 40 години. Тоа се истите фамилии, истите семејства. И не очекувајте од тие што владееле до тогаш и од тогаш до сега да не спасат. Како што кажал народот, не очекувај од тој што ти ја ставил јамката околу вратот да ти ја извади. Мораме сами да си се избориме за своите права и за својата слобода. Денеска Македонија е заробена држава, денеска Македонија е држава пред банкрот, држава продадена на разни диви племиња. За жал тоа ни се случува. Да.
кога го спомнавте образованието, дека тоа не се универзитети или факултети, туку како курсеви на кои што побрзо или да се произведат кадри што ќе работат во државната администрација. Меѓутоа, не само тоа, туку нашите универзитети, да кажам, со таа своја најдоблесна, може да се каже, улога што имаат во едно општество и држава, ги припремаат нашите млади како кадри, меѓутоа не за Македонија. Дали тоа во моментот е можно да се стави брана, да се спречи тој одлив на македонски кадри и тие да се вложат во општеството, во македонското општество и држава, да си работат за својата земја и за својот обстој тука. Ние како листа за младите, нели така насловена, го имаме тоа во програмата, но меѓутоа младите не се сами по себе класа, како да речеме, тие се од нашите семејства, од работничките семејства, кои што имаат деца, ги школуваат и образуваат, за да може да бидат подобри, да постигнат повеќе, можеби од таткото или мајката работник оставен во стечај, што нели доживеа таа судбина на тој транзиционен, што многу долго трае период, така што сите ние со младите во нашите семејства мораме да бидеме тие кои што треба да го носиме развојот на оваа земја. Значи, таа заложба едноставно и работничка партија ја има, значи работниците не се апстрактна категорија, туку работниците што подигаат семејства и млади и што треба на крајот да уживаат во некој просперитет. Зборот ми беше заедно со нашите институции кои што треба нели да не заштитуваат, да ги стават сите производствени капацитети во прилог на својот народ, значи на сите кои што живееме во Македонија, да живееме, да не ги продаваат, бидејќи има и такви случаи, или пак инвестиции овде се прават кај што се искористува само работната рака, а тоа што се произведува некој друг нели профитот го зема. Значи, без промена на системот како што велите, не е можно да се постигнат ниту најосновни позитивни промени.